Почитувани представници на парламентите на Югоизточна Европа, почитувани амбасадори, почитувани високи представници на владата на Република Македонија и на меѓународните организации, дами и господа. Дозволете ми на почетокот во моје име, во име на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија да го поздравам одржувањето на оваа средба на представници на Комисии за одбрана и безбедност во Югоизточна Европа и да изразам задоволство за можноста да се обратам пред овој ценет аудиториум. И сакам срдечно да ви поздравам, да ви посакам пријатен престој во Република Македонија. Сложените и меѓусебно врежани облици на организиран и сериозен криминал, со кои се соочуваме, представуваат една од најголемите закани за просперитетот, владењето на правото, развојот на современото општество и севкупната стабилност на регионот. Во борбата против комплексните и специфичните форми на криминалот, потребно е да се согледаат нивните конкретни модалитети, појавните облици, обемот и последиците и следствено на тоа да се проценат реалните закани кои може да очекуваат поединка. Во регионални рамки, Европа и Балканот, пред се заради геостратешката положба и специфичните етнички, социјални и политички карактеристики, представуваат погоден терен за стационирање и екзистирање на екстремни радикални групи и поединци, но и за развивање на хиерархиски закрепостени меѓунационални организирани криминални групи. Токму поради ова може да се очекува зголемена соработка на терористите со криминалците, што ќе овозможи поголема флексибилност и зголемена логистичка и финансиска подршка. На овие простори организираниот криминал постојано развива нови форми на изразување и се адаптира на новите општествени услови и околности. Модалитетите на одредени форми на организиран криминал стануваат се покомплексни, како резултат на зголемената поврзаност на организираните криминални групи на регионално и меѓународно ниво, а се повеќе се карактеризира со хетерогена структура и висок степен на флексибилност. Сложеноста на спроведувањето истраги за кривични дела од областа на организираниот криминал и тероризмот ја наметнува потребата за воспоставување подсврста регионална соработка и приближување на воспоставените стандарди и пракси. Прекограничниот криминал со различен интензитет и облик на манифестирање е присутен на сите гранични подрачја, а Република Македонија се наоѓа во регион кој делуваат организирани криминални групи кои го вршат овој вид на криминал. Анализирајќи ги откриените случаи, можеме да заклучиме дека актуелните видови на прекограничен криминал со кои треба да се справува нашата држава претежно се однесуваат на кријумчарење мигранти, дрога, оружје, акцизна трговска стока и други видови на стока. Како најчеста причина за вршење на прекограничен криминал се јавува ценовната разлика помеѓу Република Македонија и соседните држави, што е фактор за привлекување на криминалните структури во вршењето на споменатиот вид на криминал. Прекограничниот криминал го олеснува и користењето на корупцијата од организираните криминални групи кои најчесто се манифестира преку корумпирање на стратешки важни полициски и царински службеници. Во 2017 година 4 од сузбиените организирани криминални групи своите криминални действија во недозволената трговија со дрога ги извршувале во повеќе држави во регионот, а сузбиена е криминална група од која македонските државјани во содејство со припадниците на криминална група од Република Грција и 4 албански државјани организирале кријумчарење на групи на илегални мигранти од територијата на Република Грција преку Република Македонија кон земјите на Европската унија. За разлика од минатата година, во првата половина од 2018 година сузбиена е една организирана криминална група која вршила недозволена трговија со дрога во регионот. Република Македонија во констелација на безбедносната состојба во регионот и пошироко, посебно акцент дава на борбата против тероризмот, како моментална асиметрична закана која е високо на агендата на службите кои го спроведуваат закон. Имајќи ја предвид поврзаноста на тероризмот со насилниот екстремизам, односно верската хетерогеност на населението во Република Македонија, сосема јасно може да се препознае опасноста од етнички мотивиран насилен екстремизам што води кон тероризам. Исто така, информатичко-комуникацијските технологии, особено социјалните мрежи, форуми и сајтови, представуваат значајна подршка на тероризмот и насилниот екстремизам. Во овој
влијани во исламистички паравојни формации. Кријумчарењето мигранти како криминална активност и понатаму е актуелно, а интензитетот на кријумчарењето се менува во зависност од политичките одлуки и преземените мерки во земјите во регионот на Европската унија. Во 2017 година во Република Македонија динамиката на транзитирање и шверц на мигранти е со опаѓајќи интензитет, како резултат на зајакнати контроли и користење на алтернативни рути, како и на политичките кои што ги води Европската унија и Република Турција. Недозволената трговија со дрога е една од најпрофитабилните криминални активности во кои се вклучени најголем број од организираните криминални групи. Пазарот за недозволената трговија со дрога е динамичен, а Република Македонија представува транзитно подрачје низ кое што поминува дел од меѓународните рути за транспорт на дрога. Во првите 9 месеци се спречени 8 меѓународни канали за недозволена трговија со марихуана и сузбиени се 5 криминални групи. За разлика од 2015 и 2016 година, кога присуството на марихуана во земјата беше намалено, пред се поради спроведените полициски акции во Република Албанија во 2017 година, евидентно е зголемено присуство на марихуана. Значителни количини на марихуана се кријумчарени со пловни објекти преку водите на Охридското езеро. Покрај влезот на марихуаната од Албанија, продолжува и трендот на влез на марихуана од Косово, а во рамки на спречени меѓународни канали, истата била наменета за Турција, Србија и западноевропските земји. Компјутерскиот криминал е најбрзо растечка закона. Технолошкиот напредок, користењето на така наречена интернет трговија и слично, лесна достапност и набавка на ресурсите од суседните земји се главните фактори кои значајно влијаат на зголемувањето на делата од областа на компјутерскиот криминал. Криминалните активности имаат ефекти врз јавните приходи, а се предизвикуваат директна штета врз граѓаните на Република Македонија, на кои се крадат лични податоци, податоци за трансакциони сметки, платежни картички и така натаму. Достапноста и користењето на социјалните мрежи од страна на децата и малолетниците предизвикува висок ризик и ќе влијае на зголемувањето на бројот на жртвите на сексуалната експлоатација. Дозволете ми воедно да го искористам овој форум за да го промовирам извештајот изготвен од страна на Европол, кој што представува проценка на закани во регионот на земјите членки на Асоциацијата на шефови на полициски служби од Југоисточна Европа СЕПКА, во која што членуваат земјите од Западен Балкан, освен Косово, заедно со Бугарија, Романија и Молдова. Тој беше презентиран за време на годинешното генерално собрание на СЕПКА, составено од директори на полициските служби на овие земји, одржани во рамки на претседавањето на Република Македонија со асоциацијата. Самиот документ ги опфаќа главните безбедносни предизвици со кои се соочуваат земјите на Југоисточна Европа и посебно ги издвојуваат тероризмот, кријумчарењето на мигранти, трговијата со луѓе, производството, трговија и дистрибуција на дрога, трговија со оружје, организиран имотен криминал, економски криминал и корупција и компјутерски криминал. Воедно, документот посочува дека СЕПКА регионот функционира како надворешен центар и транзитна област за криминалните групи активни во Европската унија и дека истиот се користи за конвергенција на неколку поголеми рути за трговија со кои се влегува и излегува од регионот на Европската унија. Меѓу нив се вклучени повеќе ограници на Балканската рута, Црноморската рута, а деломно преку Молдова и Јужно-Кавказската рута. Силната флексибилност на организираните криминални групи и способноста да ги префрлаат активностите меѓу различни рути значат дека промени во политиката во една земја од овој регион може да резултира со префрлање на незаконитите текови во друга земја од регионот на Југоисточна Европа. При тоа, оваа географска област се издвојува како главен извор за трговија со канабис, оружје, класификување на евробанкноти, измама со платежни картички, како и кријумчарени мигранти и жртви на трговија со луѓе. Регионот е и транзитна област за различни видови на дрога, главно хероин, но и кокаин, синтетички дроги и прекурсори, а се јавува и како главен регион за класификувани производи и недозволена трговија со акцизна стока, особено тутунски производи. Истакнати организирани криминални групи од регионот на СЕПКА се особено активни во вршење различни криминални активности во земјите од Европската унија
а меѓу нив има албански, романски и бугарски организирани криминални групи, како и групи кои потекнуваат од регионот на пранешна Југославија. Меѓу другото, извештајот утврдува и дека регионот на Сепка е извор на радикализација и регрутирање, вклучувајќи заменување на регрутирани странски борци во конфликтните области. Почитувани присутни, транснационалниот организиран криминал постојано го проширува својот обсег во различни видови на меѓународни криминални активности и искористува недостатоците во правните и економските процедури со цел да ги легитимизира своите криминални активности и користи висока технологија, особено за прикривање и криптирање на комуникација. Извештаите и анализите на регионалните меѓународни политички организации, како и на останатите агенции за спроведување на законот во регионот, укажуваат дека откривањето на сериозниот и организиран криминал е комплексно прашање. Прибавувањето на докази е навистина тешко, особено во случај на транснационален организиран криминал. Основни проблеми со кои се соочуваат полициските службеници во Република Македонија, а верувам тоа е исто така факт и во регионот, при спроведување на организирање истрага на транснационален организиран криминал се следни: недоволна или бавна размена на податоци помеѓу агенциите за спроведување на законот на меѓународно ниво. Непостоење на систем на рано предупредување на компетентните органи вклучени во истрагите, со што ќе се овозможи координација на меѓусебните активности, со цел елиминирање на можноста за водење на паралелни, некоординирани истраги за исти субјекти. Недостатоци во меѓуинституционалната соработка, како што е недоволна координација меѓу органите, недоволна употреба на податоци, невремена размена на податоци, неекономична употреба на материјални и човечки ресурси, ненавремена размена на податоци и информации со меѓународните организации вклучени во борба против организираниот и сериозен криминал, Интерпол, СЕЛЕК, Центар, Европол и други. Дами и господа, се обидов во моето излагање да ги предочам и предизвиците на регионот во областта на безбедност, а особено слабостите на регионот од кој што доаѓаме за поефективна и поефикасна борба против истите тие предизвици. Би сакал да го завршам моето обраќање потенцирајќи ја важноста од постојана и координирана соработка меѓу државите, која представува чекор напред и начин повеќе да останеме сплотени во заедничката борба против криминалот. На крајот на денот приоритетите се менуваат, предизвиците исто така се менуваат, но целта на меѓусебната соработка била и секојаш ќе биде зајакнување на безбедноста, стабилноста на нашите земји, а со тоа и сигурноста на нашите граѓани.